Колеги, почитувани македонски граѓани, денес пред нас е точката на дневен ред за избор на заменици министри во владата на Република Македонија. Откако избрана новата влада, продолжи со исто темпо како и старата, во хаос, неспособност, кризи, дипломатски скандали и понижување. Исто како и Заев, така и новиот премиер Ковачевски, или па како што популарно сакаат да го наречат ботовите на СДСМ кои го бранат по социјалните мрежи, таченаторот обожава и одбра политика на понижување и срам на државата. Требаше и се надевавме на обратното. Ова сигурно не се учи на Харвард, затоа што инаку не би бил еден од најдобрите универзитети во светот. Во овој краток период направивте такви глупости и неколку ефтини обиди поразот да го представите како победа. Не е реализиран ниту еден капитален проект, нема ниту една странска инвестиција. Она што успеавте е само да прошетате со бившите градоначалници на СДСМ низ општините на објектите кои што ги изградивте до пола и тоа да го представите како некаков успех, за тоа не ви веруваат ни на самата Бихачка. Како министрите, така премиерот, така и замениците министри во овој период се покажаа како неспособни, без даден легитимитет од народот, избрани по принципот на Северна Кореја. Ниту ги знаеме кои се, освен дека речиси сите се кадри на ДУИ или треба да бидат одобрени од ДУИ, затоа што во оваа држава ДУИ назначува министри, заменици министри, премиери, а вие сте оние кои што само треба да потпишете или да не потпишете и тоа што треба и тоа што не треба, да не се залажуваме. Во вашето експозе кажавте дека вие сте ги одбрале во вашиот тим. Не, вие ништо не одбравте, туку ви се дадени на ливче да ги предложите овде за да ги гласаме. Инаку во однос на замениците министри, 9 албанци, 6 македонци и 20 турци се на листата кои ги предлага владата, а треба да бидат избрани од страна на ова собрание. Меѓу луѓето, така наречениот втор политички ешалон, нема место за ниту еден ром, србин, бошњак, влав или од другите уште помали заедници, иако тие реално представуваат 7% од населението или околу 120.000 граѓани. Сите во Република Македонија се прашуваат зошто постаат заменици министри, кога буквално ништо не знаеме дека направиле, сработиле, помогнале или дале некоја своја идеја, проект во придонес на она што ги мачат граѓаните на Република Македонија. Јас буквално овие предлози ги гледам како партиски кадри кои работат во штабовите, па нема сега како, ајде да им се одолжиме, ќе ги ставиме заменици министри, да имаат кола, да имаат секретарка, да уживаат во правото на репрезентација и буквално ништо, ама ништо да не работат. Ако јас би се прашувал, тотално би ги укинал, непотребни се, но не се. И уште нешто ми се врти во главата, изминатиот период, во однос на замениците министри, вака една препорака до Социјалдемократскиот сојуз, буквално да внимавате кого го предлагате за заменик министер, да не ви стане потоа председател на партијата после поразот кој што ви следи на предвремените парламентарни избори. Како што сега се случи со актуелниот премиер. А дека ќе изгубите катастрофално, тоа се гледа на сите последни анкети. Оваа влада е влада на кризни состојби, буквално нема криза која не зафати. Да, точно, се согласувам дека кризите по големиот дел се глобални, но исто така глобална и неспособноста на функционерите на СДСМ кои што треба да менаџираат со овие кризи. По уште вчера се обидовте да ни продадете еден гол популизам. Сте нашле еден човек, најверојатно поддржувач на СДСМ, да каже дека се вратил од Германија затоа што во Македонија и во Германија условите биле исти. И тој бил среќен сега со новата минимална плата и тука имало за удобен и скромен живот. Не знам како човекот прифатил, но вие буквално ги потценувате граѓаните и мислите дека со таков ефтин пиар ќе ја продадете приказната дека економијата во Македонија блеска. Не баре сега младите лекари од Германија одма ќе дадат отказ, ќе запишат курс по македонски и ќе се преселат во Македонија. За срамота. Како не ви е срам? Еве за една споредба кратка, каде е поевтино во Македонија или во Германија, ќе ви прочитам цени на неколку артикли. Во просек векна леп од 750 грама во Германија чини 51 денар. Кај нас 3 пати помалку. Векна леп од 250 грама чини 27 денари. Масло за јадење. 1 литар од најефтиното сончогледово масло за готвење во Германија чини околу 60 денари. Во Македонија 1 литар масло чини 90 денари. Млеко. 1 литар кравио трајно млеко со масленост 3,2% во Македонија може да се најде за 38 денари, најниско.
Во Германија најефтиното е 33 денари. Кашкавал од типот гауда и ајдамер во Македонија чини од 350 до 370 денари за килограм. Во Германија ќе ве чини околу 300 денари. Можам да продолжам за безброј артикли и за јајца, и за ориш и брашно, и за зеленчук, и за вино, и за шампони, за коса и гел за туширање. Буквално, вие срамота е да се споредувате со Германија и да наоѓате и таков пиар да правите, кога животниот стандард буквално ни е едно, можеби 100 пати понизок. Понатака, немаше парно. На сред зима, на почетокот на зимата ги оставивте Скопјани без топлинска енергија. Понатака, колешке не довикувајте, ако сакате јавете се на реплика, нема проблем. Понатака, оваа влада ја покачи цената на струјата до главоболка, па дури ни минималецот не е доволен да се покријат сметките кои што се потребни за зима, за струја и за грејење. Па каде е тука јадењето? Здравствено, сме најкритичната држава во светот, со најголема смртност од пандемијата, погодена од ковид пандемијата, со најголем број на заболени и без никаква навремена превземена мерка во поглед на спречување на истото. Ако се сеќаваме на почетокот на пандемијата, немавте набавено ни тестови, немавте набавено ништо. А го спомнувам минатиот период затоа што голем дел од замениците министри кои што сега ги предлагате биле дел и од претходната влада. Па тие не успеале да реализираат таа програма на владата, па сега ќе успеат да реализираат ова. Да не се лажеме. Плюс тука има заменици министри кои што се предложени да ги водат ресорите со несоодветно образование. Понатака, се соочуваме поради вас и со идентитетска криза. Не знаеме од вашите преговори како утре ќе се разбудиме, затоа што вие преговарате за македонскиот идентитет, за македонскиот јазик, за македонската историја и ги продавате како пипер на тезга во Горни Милановац. Буквално така, само сега во Софија. И се надевам дека и новиот премиер нема да изјави дека првата девојка му била од Перник, како што тоа го направи Зоран Заев. Предмет на преговори е и Гоце Делчев, таткото на македонската модерна држава, за чија декларација за заштита бегате како ѓавол од темјан. На пресконференциите соопштенијата, кои преко ден ви ги пуштате во јавност, викате дека нема преговори за Гоце Делчев, додека тука во собранието го докажувате обратното. Вчера буквално избегавте од салата, заборавајќи вашите лични работи во истата сала. Бегате и не продавате и сте влада која се однесува како непријател број 1 на македонскиот народ и на македонската држава. Сума сумарум, ова е накратко што сакам да го кажам за актуелната состојба и замениците министри, за кои што и така нема многу што да се каже, секако се непостоички и се самоставени за да земаат пари од државата без да сработат ништо. Пораката мислам дека е примена. За оваа држава, колеги, треба да се работи од срце и за народот, затоа што токму од неговата пот земате плата и земаме плата, и неговата среќа треба да биде нашата најголема придобивка, а не тендерите и криминалот и корупцијата во која сте потонати како влада и како функционери и за која што народот ќе ве казни, а богами за многу брзо по преземањето на власта од ВМРО ДПМН и ќе следува одговорност. Благодарам.